нормално човек да си помисли дека туризмот ни цвета, дека постпандемично закрепнал, дека се зголемил бројот на туристи и ноќевања, дека сме развиена туристичка дестинација и нема никаква потреба за повеќе средства во оваа дејност. Ама бројката на туристи го кажува сосема спротивното. Од 1.126.935 туристи во 2018 година сме паднале на 317.713 туристи во 2021 година или за над 809.000 туристи помалце. И не знам навистина со какво чудо очекувате во 2022 година 900.000 туристи, односно 3 пати повеќе во однос на оваа година, имајќи го предвид фактот дека во претходните години ништо апсолутно не се направи за туристичкиот развој на оваа држава. Ама тоа се пак само очекувања или поточно тоа е она ваше познато ке. Бидејќи фактот дека коронавирусот трае, а вакцинирањето е процес кој нема да заврши брзо, голема е веројатноста негативните ефекти да се чувствуваат уште одреден период и во 2022 година и за таа цел потребно е овој сектор, како посебно погоден од пандемијата, да биде поддржан и во периодот што следува, со цел да се одржи кондицијата на компаниите, да се задржат работниците на работа, агресивна промотивна кампања на дестинацијата, поддршка на ПСР тестови за странски туристи и со тоа да се засили атрактивноста на Македонија пред потенцијалните странски туристи. За тоа се потребни средства кои сте ги скратиле. За тоа е потребен развоен фонд за туризам, амандманов кој што ни го одбивате. Понатаму, не знам дали не сте координирани со директорот на агенцијата, дали тој толку се труди или вие не сакате да го слушнете, но еве што истиот тој изјави минатата година. Вели, следните 3 до 5 години, од кои една веќе замина без ништо видливо да се направи во туризмот, во фокусот на голем број туристи ќе бидат националните паркови, руралните средини, престојот во природа, активностите во дестинациите и малите сместувачки капацитети. Ете токму овој амандман значеше можност за развој на бројни форми на туризам, кои освен туристички значат и локален економски развој. Сега по трет пат за македонската јавност да го појаснам амандманов, иако веќе ми се здосади од кажување на истите работи. Значи, бараме 70 милиони денари за формирање на посебен развоен фонд за туризмот и угостителството. Од тој фонд би се субвенционирале угостителските капацитети кои би добиле статус зелени хотели за евидентирање и промоција на верски објекти, развој на велнес, бајнски спа и здравствен туризам, за изработка на студија за развој на алтернативни форми на туризам во Македонија, уредување на плажи прилагодени за лица со посебни потреби, бидејќи ќе повторам, сите дестинации кои работеле со вакви форми на туризам лани не забележале пат. Значи, почитувана македонска јавност, амандманот го поднесовме затоа што сметаме дека нашата главна цел и стратешки приоритет мора да биде континуирано зголемување на бројот на туристи преку градење нов модел за развој на туризмот и креирање на нови туристички понуди и форми на туризам, јакнење на маркетинг капацитети со цел промоција на земјата како атрактивна туристичка дестинација со богати туристички содржини. За достигнување на стандардите во туризмот и угостителството, за потребите на туристичкото стопанство, најитно е потребен ваков развоен фонд за туризам, каде што со посебни критериуми и услови достапни за сите мали и средни предпријатија од областа на туризмот и посебно од угостителството, ќе се доделуваат финансиски средства за унапредување, реновирање и адаптирање на објектите според светските стандарди и норми, како би добиле напреден и сериозен туризам, прилагодување, вклопување на туристичката понуда во нивните аранжмани, како и осмислување на сопствена туристичка понуда со добро осмислени приказни. Со субвенционирањето на угостителските капацитети, кои би добиле статус зелени хотели, замислата ни е да ги мотивираме и да го поддржиме развојот на еколошко одговорни угостителски капацитети, во кои би ги упатувале целна група на екологисти и љубители на природата.
Статусот зелен хотел или зелена звездичка би се добивал врз основа на соодветни критериуми од типот користење техничка вода, еколошки детергенти, биоразградлив отпад, зелено обкружување, градини со можност за наблюдување на растителен и животински свет. Со предлогот за евидентирање и промоција на верските објекти, сакаме да ја засилиме промоцијата на верскиот туризам, која подразбира истражување на целните пазари во кои е развиен верскиот туризам и прилагодување, односно вклопување на туристичката понуда во нивните аранжмани. Со предлогот за развој на велнес, спа и здравствен туризам, спортски, адреналински, ловен и риболовен туризам, сакавме да се залагаме за стимулирање на инвестиции во модерни туристички центри преку промоција на можностите за инвестирање пред домашните и странските компании. Фокусот би бил ставен на привлекување на инвеститори во региони во кои постојат наоѓалишта на термоминерална вода, пред се во регионот на Штип, Кочани, Катланово, Куманово, Гевгелија и Струмица, но секако и на нови локации. Затоа што Македонија располага со огромен потенцијал за развој и промоција и на активниот и спортскиот туризам, кои за жал во светската јавност се малку промовирани и понудени за посета, идејата ни е да направиме голем број на репортажи и спотови за оваа намена, а истите да бидат промовирани како туристичка понуда на меѓународните саеми, настани и конференции со цел нивна афирмација и збогатување на туристичката понуда на државата. Не треба да го изоставиме ниту медицинскиот туризам, кој е се повеќе во подем, со акцент на денталниот и козметолошкиот. Со изработка на студија за развој на алтернативни форми на туризам, би ја надополниле националната развојна стратегија, но овде акцентот би се ставил на алтернативните или селективните форми на туризам. За таа цел, јавноста и туристичкиот сектор би определиле кои се најважните и најквалитетните селективни форми и како тие би се развивале и унапредувале во период од 5 години. И за крај, само по наведување, а не и по важност, со амандманов предвидовме и развој на пристапен туризам, кој подразбира уредување на плажи за лицата со посебни потреби, за и нив да им дадеме можност да ги уживаат благодетите од туризмот. 1/3 од светската популација е потенцијален корисник на пристапниот туризам и заедно со нивните семејства тоа значи околу 2 милиарди луѓе. Сметаме дека сите луѓе заслужуваат еднакви привилегии и навистина жалам што не дозволувате туризмот да стане привилегија за сите и сите да ја почувствуваат радоста и благодетите од туристичкиот одмор. За крај, кога е во прашање туризмот, верувам дека министерот знае, но ќе кажам и јас дека продаваме производ кој главно се произведува кај домашните производители и по 3 пати повисока цена се продава од страна на угостителите и она што е најважно, за државата останува ДДВ кој е за 3 пати поголем од вообичаено. И бидејќи тоа е така, јас навистина не можам да сватам зошто туризмот не ни е стратешка гранка на економијата и зошто се уште не му се посветува внимание. Не заборавајте дека туризмот е најдобар извоз и за државата и за народот. Ако овие мои зборови ги разберете, тогаш туризмот ќе биде стратешка гранка на економијата. Ако не ги разбирате, тогаш џабе го говориме сето ова. Ви благодарам. Ви благодарам јас на вас. Двајца пријавени за реплика. Прва претеничката Лолита Ристова, повелете. Почитувана колешка Лидија Петковска, задоволство ми е да ви реплицирам секогаш кога се работи за туризмот, бидејќи си имаме секогаш многу што да се кажеме на оваа тема. Разликата е во тоа